Денеска сме тука против аерозагадувањето во Куманово. Во ист момент се случува протести во Скопје во Ѓорче Петров. Ние сме тука, тие се таму и се бориме против загадувањето во Куманово. Добро, имате мерки некакви предложите? Денеска тука ќе ги предложиме, имаме изготвено краткорочни и долгорочни мерки. Истите тие ќе ги презентираме и на општината, истите и тука. Кои се мерките? Краткорочните мерки кои што ние денес тука ќе ги предложиме, првата и основната е ефективно движење на возилата кога аерозагадувањето е доста големо во период од 16 до 23 часот. Исто така би сакали бесплатен јавен превоз кој што ќе е субвенциониран од општината Куманово, ваучери за купување на велосипеди, кои како долгорочни мерки кои што ги предвидуваме е 5% од буџетот на општината да се инвестира во чиста животна средина. Имаме многу проекти кои што ќе бидат успешни за зелени површини во Куманово, да имаме нови паркови со зеленило, низ повеќе локации низ градот, потоа hitно поседување на нов урбанистички план кој што ќе го развие градот и имаме проток на воздух. Тука конкретно во Куманово од 15 часа, 16 часа е најконцентрирано со возила на тендерот, во вечерните часови, кога сите млади се движат кои со Какви долгорочни мерки предвидувате? Како долгорочни мерки предвидуваме интензивирање на гасификацијата на град Куманово со помош на дополнителни парични средства од страна на владата, потоа нови паркови со зеленило на повеќе локации низ градот, купување на градски автобуси на метан, кои што воопшто не го загадуваат воздухот. И најмалку 5% од буџетот на општината да се инвестира во мерки за заштита на чиста животна средина. Дали општината нешто превзема да вие мерки? Општината во својата програма имаше ветено дека ќе имаме ваучери за купување на велосипеди, но денес не е спроведено. Побаравте ли средба? Не. Ќе ги доставите ли барањата? Да, барањата ќе бидат доставени до општината. Побаравте ли средба со представници од локалната самоуправа? Секако дека побаравме. Кој е нивниот одговор? За сега немаме конкретен одговор од нив. Граѓанската иницијатива Македонија се гуши, денеска во символичен термин, во 5 до 12, го организираме овој протест против екстремното аерозагадување во Куманово. Сите овде сме обединети, сите овде сме со иста цел, сите сме со ист проблем. Се собравме затоа што Куманово се гуши, затоа што сите ние се гушиме. Овде, пред Центарот за култура, јавно и гласно да изразуваме својот револ и го покажуваме својот бунт. Ова е граѓански крик, ова е повик за спас. Дигаме глас против алармантната состојба со аерозагадувањето во Куманово. Дигаме глас за да не чујат надлежните, градските власти и градоначалникот. Дигаме глас за да се превземат итни мерки против енормното аерозагадување во Куманово, да не се игнорира овој сериозен проблем. Дигаме глас за да се превземат итни мерки против енормното загадување во Куманово. Дишеме отров, децата не дишат отров и бараме итни мерки веднаш. Почитувани, Куманово во последните месеци е еден од најзагадените градови во светот. Со 10 пати поголема концентрација на PM10 честички од дозволеното. Биравме политичари кои што нудеа решенија за чист воздух во својата програма, а сега бараме и очекуваме конкретни брзи решенија од нив. Биравме живот, не бавна смрт. Бараме од градоначалникот да место да се шета низ светот, да се прибере дома и подитно да преземе мерки за намалување на аерозагадувањето. На кумановци им е потребен чист воздух и конкретни резултати, не политиканство и оправдување. Ние од граѓанската иницијатива Македонија се гуши изразуваме сериозна загриженост поради загадувањето на воздухот во Куманово. Високи концентрации на штетни супстанции и висока концентрација на суспендирани честички во одредени делови од градот секојдневно достигнуваат дури и 15 пати повисоки вредности од дозволеното. Човечкиот организам може да издржи без храна 30 дена, без вода околу 3 дена, но без воздух само 5 минути. Ки ги чекаме последните 5 минути за да најдеме решение. Не прифаќаме очајничко решение, не прифаќаме очајничко чекање, туку бараме итни мерки од градоначалникот и од владата за намалување на постоечкото загадување.
Не прифаќаме воздух во Куманово и Македонија 5 пати во просек позагаден од европскиот. Не прифаќаме аерозагатувањето да биде една од главните причини за пораст на ракот на бели дробовите кумановчани и скратување на нивниот животен век. Како краткорочни мерки предлагаме рестриктивно движење на возила, кога аерозагатувањето е поголемо од дозволеното во период од 16 до 23 часот во централно градско подрачје. Бесплатен јавен превоз, субвенциониран од општина Куманово во зимските месеци, кога аерозагатувањето е поголемо. Ваучери за купување на велосипеди, финансирани од страна на општината Куманово, кои што беа ветени во програмата, но до ден денес не се спроведени. Формирање на зелени пешачки зони, особено на места кои представуваат тесни сообраќајни грла во централното градско подрачје. Строго санкционирање и забрана за палење отпад на отворено, пластика и гуми. Чистење на дивите депонии и нивно претворање во зелени површини. Замена на старите печки на дрва во домакинството со новите печки на пелети, директна субвенција од страна на општината во висина од 50% од вредноста на печката. Како долгорочни мерки предвидуваме најмалку 5% од буџетот на општината да се инвестира во мерки за чиста животна средина. Интензивирање на гасификацијата на град Куманово со помош на дополнителни парични средства од страна на владата, итно субвенционирање на приклучокот за газ од страна на општината за домакинствата и индустријските капацитети, се со цел поголем број приклучени граѓани на гасификацијска мрежа и секако развој на секундарна гасификациона мрежа. Нови паркови со зеленило на повеќе локации низ градот, масовно пошумување на околината на Куманово со организирање на акции и успешни проекти кои што ќе имаат долгорочно и позитивно влијание на животната средина. Купување на градски автобуси на метан, кои што воопшто не го загадуваат воздухот, итно донесување на нов урбанистички план, каде што ќе се предвиди идниот урбанистички развој и проток на воздух. Според Светската здравствена организација, загадувањето на воздухот е најголемиот убиец. Последиците може да бидат разни, од кашлење, иритација на дишните патишта до астма и хронични заболувања на белите дробови. Аерозагадувањето влијае на нервниот развој, когнитивните способности и може да предизвика астма и рак уште во рано детство. Според Европската агенција за животна средина, ПМ частичките може да предизвикаат или да ги влошат кардиоваскуларните и белодробните заболувања. Сите наши мерки и предлози ќе бидат поднесени до општината.